Правиме интервју со Елмас Докле од селото Борје и кое се наоѓа во областа Гора во Албанија. Сметаме дека со ваквите интервјуа правиме една добра културна врска помеѓу македонците од Република Македонија и од Албанија, а и од сите делови на етничка Македонија. Меѓутоа, нашата порака од оваа македонска радиопрограма е дека политичарите треба да го прават тоа почесто, земајќи го примерот на албанските политичари, председателот и премиерот на Албанија, председателот и премиерот на Косово и нивните министри, па и пратеници, па и така натаму, кои често пати, односно секоја недела или втора недела, се наоѓаат во Република Македонија во посета на албанското малцинство. Тоа треба да го прават и македонците кои се задолжени да ја водат Република Македонија. Почитувани слушатели, денес разговор водиме со Елмас Докле од село Борје во Гора, областа Гора, која се наоѓа во Албанија, населена со македонци. Инаку, ние до Елмас Докле дојдовме до контакт заради неговата книга, која е напишана на албански јазик и се вика Борје и Борјани. За оваа книга ќе треба помош и за да се преведи на македонски. Но, пред да почнеме за книгата да зборуваме, јас сакам да му кажам на Елмас добро утро. Добро утро, господине. Фала што ми позива. Елмас, сакам да кажеш за нашите слушатели за родното место твое, Борје, и колку години си и како живееше во времето на Енвер Хоџа во Албанија? Најпрво сакам да ги поздравим сите македонци и ги раствоим живот на гурбет, на печелба. А после тога, јас се зовем Елмас Докле, сум роден во село Борје, Гора, дел Албанија. И тука сум живив после една година, моја фамилија ошла на гурбет во Драч, во Дурач. Кога сум напред 6 години сум почев школа на албански јазик, зашто во наша страна не е дозволено да се учи на македонски јазик. Сум свршив основна школа и после, кога сви горани на гурбет под мојего ота, и се радиле сластичари во Драч, во Кукас и другаде. Ондак сум ради сластичар, сум учив непрекинато работа, сум учив школа и сум завршив средна школа. А сега јас сум 73 години, живим со моја фамилија во Кукас. Кукас е град, е ближу наше села, и тој е наше округ гора е тој во тој округ, во Кукски округ. Ето ваке. Ми горани само село, све обичаи наши су као македонски. Има нешто друго? Да, сакам да ни кажеш за јазикот, за културата, како се одржуваат, дали што славите од празници, дали се собирате заедно и колку села има во областа Гора македонски? Во Гора нацело е одвоена на 3 држави. 9 села горски су во Албанија. 19 села горски се во Косово, бивша Југославија. 2 села горски, Урвич и Јеловјане, се во Македонија. Они све ове села се навадене и надопрене на плана Шар. Обичај, само Гора јазик, ние го викаме јазик, нашински го викаме. Кога се ме праша некој како збориш, јас зборим нашински. Јазик наш е исти као македонски. Биле исти баш како што го зборят македонци во Галичник, да речеме, во Урвич, во Јеловјане, така? И во други села што се во Шар.
Друго, обичаи. Обичаи в наше село се сепски обичаи. Они су ми посетуваме много празници, посетуваме и празници од христијанство. Во нас се посетува Божич, се посетува Јоште Митров ден, се посетува Крстов ден, се посетува Апанас, Свети Апанас. Ове се посетувае. А празници што се тие се останале, сега се посетува од христијански празници само Ѓурѓевден. Ѓурѓевден се посетува 3 дена. На први ден иде деца на свечина, бере свечина. На други ден идат жене да бере травке. На травке ги дава стока да има да се бранат од болеси, да им се брани од лошо око, да им придава млеко и масло, а трети ден е Ѓурѓевден. На Ѓурѓевден се бере сви од 10 горјани и се бере тујка горани, се бере тујка. Би има песна што вели све да си кеда си, заѓурен дома да си. Така. А други ден е Петерич. Ево вас. Кажи ни Елмас, дали одиш во твоето село Борје и во другите села? Не те разбра? Дали одиш сега во твоето родно село каде што си роден? Не. Туека е моја болка. Ја идем свеено во село моје и пред 3 дена, пред неколку дена, не пред 3 дена, пред една недела, бив Ѓурѓевден. И сум бив тамо во село, со сви селани, и имале голем џумус, голем празник. Имале и спортски активитети се прават за Ѓурѓевден. Имала црка од кони, имале пеливани, имале и други активити спортски, имале фрляне камене, трчане, рипане на трихапа и други спортски активити. И сме непоканени да јадеме јагнечко месо. Кажи ни, говорите на македонски таму или на албански? Во село нема никој да збори на албански јазик. А биди, обдекат наши комшије и истраживачи албански нас сакаја да не проценуват како билингвисти, како ми збориме 2 јазика, а во наше не се збори 2 јазика, се збори само македонски. Ондак нашински. И види, за ово брат мој назив докле и извадив речник на горански и албански јазик. То речник има 47.000 реча. Добро, таа е многу добра работа. Кажи ни сега, како почна да ја пишуваш книгата Борје и Борјани? Што пишува во таа книга, господине Докле? А види, ја не сум школуван за филологија. Ја сум работав сластичар и сум класични горанин. Сладкарница? И сум идав на школа. Сладкарница, така? Не прекидан од работа, сум завршив и сум добив диплома као инженер геодет. А ме разбираш инженер геодет? Да. И ондак не сум пишував ја. И ондак кад сум остав работа, тоа ме барало, тоа ме тија имав да пишам нешто за село моје. И сете од прво сум почев да колекционирам слики, старе слики. Мој амиџа има еден колекцион од 22.000 негатива од слike, старе слike. И гледајќи овие слike, и сканирајќи на компјутер, тој стари како ми велат, пишај нешто, дечко, за наше село. Пишај нешто за наше село. И онда сум почев да пишувам мало помало и сум пишав за све, за
ciljkus od život. Od kolebka do grob. Кажи ни нешто, некој пример, што имаш напишано? A primer, kad velimo ciklus od kolebka do grob, onda sam pišao za običaj kako su običaj kad se rodi jedno maleko dete. Pa sam pišao kako je običaj kad će uleze zubi. Pa kako su običaj kad će mu se sjećati prvekosli od kume. Pa kako su običaj koga on, mladić, će početi da pravi ljubavne igre kao adolescent. Dobro. Pa kako su običaj koga on će staje oko jedne devojki. Vidi, vekovima kod nas drugačije od susednici, od komšije, kod nas nema ženitba bez ljubav. Nikad ne može da bi to da ga odneseš dejka kasnina vo vreća i da mu ga ostaviš drugatomu. Kod nas to je šosaka, se vika gledanik, ga gleda najprvo. Dobro. A ta šo, iz taj koliko se vika gledanica. Najprvo se gledaje, dobro, pa će se zasakaje, pa poslije će pravi ženitba. So sila ne se dava? Ne, to sme naučili kad sme nikad ne se desava. Vidi, da? So sila ili so strojnici i naša se pravi so strojnici. Ama mladi će se vršiti rabota, a strojnici će napraviti običaj, će napraviti adet. A so sila se dava je nekoja dejka što ima nekoj sakatlus ili što grešila ili zopile ime za lošo. A ovi drugiti svi se zimaju so bake moj pradedo, bake moj dedo, bake moj otec, bake ja. Елмас, вие имате, колку што јас знам, имате друштво Гора. Така е. И кои се работите, активностите на тоа друштво? И знам дека ти се знаеш и со Никола Ѓурѓај од Тирана, Васил Стериовски од Преспа, сега работи во Драч работи, мислам, така? Кој? Васил работа во Корча. Во Корча, да, во Корча. Со кои други... Југоисточна Албанија. Да, со кои луѓе се знаеш од македонците низ Албанија? Види, од македонците од Албанија ја сум се ставил со неколико представника, амбасадора од Македонија. У Тирана и у село Мује, и у Кукс. А со Никола Ѓурѓај и со Стериовски сум се ставил виртуално. Сум се ставил на телефон, сум се ставил и на месаж, на SMS. Не сум се ставил лично. А Никола Ѓурѓај и Стериовски помогле наши да идат на празник од Илинден. Друштво Гора било во Преспа, било и во други градови, било и во Крушево и во други градови од Македонија. А би требало да има повеќе састанци. Зашто Македонија е малова држава, а Гора е малов рајон и е пред асимилација. Добро, кажи ми за книгата сега, дали е испечатена на албански јазик или не е? Што така да речи испечатена? Дали е излезена книгата, дали е готова за купување? На албански јазик книга иде за 5 година и од 500 и тираш и 500 комада, 500 парчича и до сега останале и ще 50 парчича непродадени, се продава све. И се пречекала многу хубаво од наши, од горанци и од други македонци, се пречекала хубаво, а македонци што знаат што разбира албански јазик. Така. А други што разбира
Газделе книга зашто има преко 1500 снимки. Слики. Паре снимки. Да. Сакам да ми кажеш, за да се преведи на македонски, од албански на македонски, колку помош треба, ако може македонската заедница да помогне ова историска книга да излези и на македонски? Па види, ја сега е криза, сега ја неćem да тијам луѓи, книга е 500 и неколку странице. Kad bi trnale nekoliko 50 stranice za astrologija, za ne znam šta kažem ja, za vreme, za tija, onda možda ostane 500 stranice. A ne može da se kusi poviše od 500 stranice. Kako da se redaktira? A koliko... Ne može drugačije. Koliko će košta? Ne znam koliko košta ja. Vidi. Da. Има е вамо во Призрен, има е сака да превратат ја на босански. Мене би било драго да се преврати на македонски. Не ми е драго да се преврати на босански. А Срби молят. Срби биле колко кошта, ходи да ке Срби не гадавам. Не гадавам, зашто ја живам во Албанија и треба да знам шта е што. Да, значи ти сакаш да биде како што е на албански и бидејќи македонски и на македонски. Види, би било драго да биде превратена на македонски. Зашто на македонски? Зашто во книга има е преко 30 песни и песни се ми пишам на наш јазик ја песни. И се ма преврати на албански. Ама оригинал песна е пишана како му сепуе на мланеси, како и сепуе јунаку, како и сепуе песни за љубов, песни за работа, песни за други ствари. И онда, овие песни во Македонија се разбира, не се разбира и другаде. Добро, Елмас, нас ни помина времето за интервју. Ова интервју ќе го прошириме и на други места и ќе прашаме за помош да се испечати, да се направи книгата, да се претвори од албански на македонски. Ти благодарам многу за времето и за информациите што ни ги даде многу добри. И вам да благодарам многу и молим те, ако е могучно, кога ќе го редактираш ова интервју, ако можеш да ми го пратиш на некој начин. Ќе го пратиме. На крај, ишен пут, ги поздравувам сите нашници што зборат македонски јазик. Ќе да ги растрни живот. Чак во Австралија, каде се дасе, хајде Бог да им даде здравје и помир. Ви благодариме многу и до слушање, пак ќе се слушниме. Интервју водевме со Елмас Докле од селото Бороје, од гора Албанија. Жално, почитувани слушатели, жално никој од Република Македонија да не се интересира да ја публикува ова убава историска книга за македонскиот народ кој живее во Албанија. За жал, бесплатно нудат превод и печатење и србите, и бугарите, и босанците, но од македонците никој не се интересира. Немам коментар, размислувајте вие самите.